Почитувани мои, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Секако денес ќе ве подсетиме дека верувам и дека ќе ви има во огромен број со оглед на тоа што верувам дека за оваа тема за која што ќе говориме и те како секој од вас ќе даде одговор. А еве всушност за што ќе зборуваме денес. Секако ќе подсетиме дека пратениците во Македонското собрание синоќа ја изгласаа новата влада, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Мицкоски даде заклетва како премиер на Република Северна Македонија и нашата носачка цел е да ја обновиме довербата во институциите на државната власт, да елиминираме корупцијата и да обезбедиме владење на правото. Вака изјави Мицкоски. Оно што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали верувате во подобро утре со новата влада. Секако ќе ве подсетиме да не заборавите да не заследите пред се на Инстаграм и да учествувате веќе од овој момент активно во новата Инстаграм стори анкета. А еве што ве прашуваме таму. Се разбира, ќе кликнете на заследи, а потоа веднаш на Инстаграм стори, каде што е презентирана темата, а прашањето е следно. Ако може да покажеме за гледачите, се разбира, да видат како изгледа тоа на Инстаграм стори, односно прашањето е дали новата влада ќе ги повтори грешките на претходниците или ќе учи од нив. Имате две опции за одговор, да, не кликнете на вашиот одговор, а во проценти пресметано секако ќе ги соопштиме резултатите некаде по рекламите во ова издание на Црвена линија. За сигурно ве подсетувам задолжително да не заследите и на X платформата, да не заследите и на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Продолжуваме, се разбира, за да се загрееме јас и вие за нашата денешна дискусија во Црвена линија со прилогот на Тамара Ганчаровска. Придружувано 3 полициски возила, новиот македонски премиер Христијан Мицкоски утрово пристигна во зградата на владата на Илинденска, каде ја презеде функцијата од неговиот претходник, техничкиот премиер Талат Џафери. На кратката средба во премиерскиот кабинет, како што беше наведено во владиното соопштение од средбата, Џафери му честител на Мицкоски и му посакал успешен мандат во интерес на сите граѓани на државата, а заедно констатирале дека преодната влада и државните институции успешно одговориле на должноста за организирање на демократски избори и предавање на власта. Привилегијата и изјавата за медиумите по примопредавањето Мицкоски реши да ја задржи за Штип, каде веднаш откако го испрати Џафери од своето ново работно место, се упати да присуствува на поставување на камен темелник на спортскиот центар Джексон, увид во изградба на булевар и посета на клиничката болница во Штип. Во дрескодот на Мицкоски денеска забележлива беше краватата, чија боја подсетуваше на времето на ВМРО ДПМН, кога тоа беше ребрендирано во Портокалово. Сепак Мицкоски негираше дека во бојата на краватата која избрал за примопредавањето на новата функција има скриена порака. Ја не знам на вас на што ве подсетува, но мене портокаловата боја ме подсетува, да речеме, на свекичките на последниот роден ден од мојот син. И тоа е убава меморија. Кога може на нешто такво убаво да се присетувате. Инаку портокаловата е една од моите омилени бои. Оваа вратоврска ја добив на подарок од еден пријател и спонтано утрово ја облеков без никаква порака. Но ако изборот на краватата му било спонтано, првата одлука која ќе ја донесе Мицкоски како премиер рече дека денеска е разговарал со својот кабинет. Конкретно неделата ќе имаме и таа прва седница на владата, ќе имаме неколку одлуки, тоа се повеќе формални одлуки, но започнуваме да работиме и на новото законско решение за линеарно зголемување на пензиите за пензионерите, она кое што го ветивме во предизборието, во првата година да имаме линеарно зголемување за секој еден пензионер од 5000 денари на нивната пензија. По стартот со министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, Мицкоски најави дека работен состанок деновиве ќе има и со новата министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска за предлог законското решение за реализација на оваа одлука во скоро време да може да се најде во собранието.
А сега на потек сте вие на 023070005. Задолжително ве подсетуваме по вклучувањето од режија директно во црвена линија, веднаш да го намалите целосно и тонот на ТВ приемникот, се со цел подобро да се слушаме и оние 90 секунди кои што се предвидени за секој од вас се разбира да не се арчат на тоа дали добро се слушаме или пак да имате чувство дека некој друг можеби зборува наместо вас. Секако ќе ве подсетам најдобро да се зборува преку слушалка, а не преку интерфон и спикерфон. Па ако сте подготвени, драги мои, можеме и веднаш да стартуваме. Добар ден! Еве, веднаш не е намален целосно тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Добар ден! Добар ден! Би ве замолила да го намалите тонот на телевизорот? Инче скрос е намален. Скрос одлично. Што ме така, еве, прашањето е дали верувате во подобро утре со новата влада? Јас сум голем оптимист и прошлиот пат ви кажав и честитам на новата влада на ВМРО ДПМН и коалицијата и рачунам дека државата ќе се оправи. Може нема 100%, ама 80-90% народот ќе види ајде. Ошто Мицкоски е способен политичар, независен, корумпиран човек е, нема потреба за материјални средства, а и тимот околу него, пардон, се толку обучени политичари, што од 12 години се во политиката. Полка од сите влади не му треба на Мицкоски. Доволно е паметен за да ја опораи Македонија. Се зависи од коалиционите партнери. Меѓутоа, ја мислам дека Мицкоски нема да дозволи да го уценуваат. Секое уценување ќе биде со поништување на функцијата. Не, кај него нема во обзир дали е ВМРО или е од коалицијата. Кај него сите се исти. Да го поздравам, денеска е во Штип, кај господинот градоначалник. Нажалост, требаше да појде и да ги посети и бранителите во Штипскиот затвор заедно со Јордановски. Ајде да ве прашам и на анкетата, еве одговор да дадете. Дали според вас новата влада ќе ги повтори грешките на претходниците или ќе учи од нив? Да, не? Не. Во ред. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Секако со вас си го започнавме ово издание, а продолжуваме понатаму со сите вас останати кои што допрва ќе се вклучите. Па добар ден. Добар ден. Лјупчо, голем поздрав до вас. И од мене до вас. Име, верувате ли во подобро утре со новата влада? Па не верувам веќе во ништо, да ти кажам право, затоа што кога верувам дека нешто ќе се оправи, ќе се случат некои работи и денеска веќе дојдовме во ситуација да мора да веруваме само дали ќе преживееме ден за ден, а на долг период не. Јас сум сепак од оној човек што пропагира дека моментално нас не треба еден грейс период од 10 години да се тргнат македонските политичари од политиката во Македонија и да некои други ја средат работата, бидејќи, знаете, едно збора, друго прават. Така и со новиот премиер, он се колнеше дека нема да употребува северна, те ваму, те таму, па синоќа гледате како си легна на брашна и си призна дека ќе капитулира. Сега капитулира во однос на Преспанскиот договор, сега очекувам дека ќе капитулира и во однос на бугарите и кој ќе видите, а 2 години, пазите, губиме време со таа негова капитулација. И сега се прашувам кога тој човек ќе ја збори вистината. Дали кога ветува или кога признава дека капитулирал. Така да второ, читајќи во предизборниот период и многу порано разни извештаи за како работат веќе градоначалниците и неговите блиски соработници, не верувам дека ќе работат честно. Веќе имаат опашки, само мене ми е жал што нема ни еден. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди, секако ќе ве охрабрам, повторно вклучување е апсолутно дозволено во Црвена линија за нови 90 секунди. Благодарам многу до господинот Лјупчо за неговото вклучување во Црвена линија. А сега веднаш еве ќе продолжиме понатаму и со коментарите од X платформата.
Па, ќе почнеме и со коментарот на Мирјана, кој што го има напишано следното. Вели едно подсетување по заклетвата која даде новата влада. За партиите на етничките албанци ова не важи, тие немаат никаков однос кон граѓаните на Македонија, ниту пак име гајле за нив, дури ни на ниво на евентуални гласачи. Па приложена една табела во однос на тоа што велат политичарите на СДСМ и ВМРО ДПМН за време на избори, а втората графа е што велат политичарите на СДСМ и ВМРО ДПМН кога ќе ги повикаат на одговорност. Во првата табела има колку за пример најодговорно тврдам, кое што подоцна не е моја работа, не е во моја надлежност. Како и да е, ние повеќе предпочитаме што повеќе вклучување во црвена линија, нешто ќе споделиме и од X платформата, а секако и ќе ве охрабриме да продолжите да коментирате и споделувате на Facebook. Добар ден! Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрав и до вас, поздрав. Дали верувам во утре со новата влада? Да, верувам за подобро утре. И то многу. Да ви кажам дека уште не е ни искварен, некој како што ја окрала името на нашата држава, а сега оде да прославува у Грција. Зашто го викат Мицкоски да го исправи името? Нека го викнат заед, тај што подпишал, што зема пари и што е платен за тоа. Како него е срам, па бега и оде да слави у Грција. Нека го викнат некој да го исправен името. Кој му даде слобода на него он за да подпишува и за внатрешно и за надворешно? Ајде, дали може да ни кажете што очекувате генерално како подобро утре за Македонија со почетокот на работата на новата влада? Да се подобри живото. Прво да подобри стандардот на студентите. Да подобри стандард, да не ги понижава со 120 динара, да ги понижава студентите. Нека седне да јаде Ковачевски да биде со 120 динара како се јаде. И за пензионерите исто. Порано одеа пензионерите идам бањи и секаде, сега никаде не се отише. Како е 7 години не се отише никаде пензионерите. И многу работи очекуваме да се сменат. Затоа што стоеме за него и ќе тражиме тоа да го направи. Затоа што го гласавме ние, а некако неко обеќа од таксување кој не се расипува. Еве и на анкетното прашање, дали новата влада ќе ги повтори според вас грешките на претходниците или ќе учи од нив? Не треба да ги повтори, не треба да дозволи никој. Треба да ги казне, а не да ги повтори. Така, благодарам многу за вашето учество во црвена линија и секако за одговорите. Добар ден! Добро, продолжуваме понатаму. Напомена, внимавајте на тајмерот и секако веднаш исклучувајте го целосно тонот на телевизорот. Добар ден! Дали се слушаме? Добро, како и да е, еве, повторно ќе се навратиме на X платформата. Јас верувам дека по вклучувањето во црвена линија секако ќе останете на линија, бидејќи навистина јавното мислење токму се случува во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тима. Голем поздрав до вас. Дали веруваме по-добро утре? Па веруваме, сигурно дека веруваме. Затоа и толку гласови доби новата влада. Веруваме за подобро да исправи сите грешки, криминалот да го открие и да ги казни тие што го направија, ако може и парите да им ги земат, и се да биде подобро. Мислам, во секое поле сме заглавени скроз на скроз. А тоа што употребил Северна, што кажува господинот таму, па мора по законот да се води. Сега е тоа што он мора да го направи, а за понатака се прават планови како да се преговара на поштен и на човечки начин да се дојде до вистината што ние и треба да бидеме. Да бидеме Македонија, не треба да бидеме некоја граѓане на некоја држава. Така да верувам 100% во новата влада, во Мицковски. Ова ни е анкетно прашање, еве дали новата влада ќе ги повтори според вас грешките на претходниците или ќе учи од нив? Не сме да ги повтори. Ако ги повтори, тогаш сме на нула. Мора да научија, мислам дека научија до сега дека тие грешки не смеа да ги повторат и да одат по правилен пат, што самите граѓани го докажаат тоа на изборите. Тоа мислам дека е така. Благодарам многу, секако што вашите ставови ги споделивте со гледачите на црвена линија.
Еве уште еден коментар од X платформата на Explorer, кој што напишал: последната шанса, првиот тест ќе е кога некој од ВМРО ќе фати кривина, а ќе фати некој сигурно. Ако не се исече во корен како показна вежба, пак се ќе биде постаро и државава ќе пропадне буквално. Дали верувате во подобро утре со новата влада? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас не верувам, а верувам дека ќе го почне оној пат каде што го заврши Груевски. Затоа што веднаш се фати за лопата. И тоа не за капитално дело, него за општинско. Општината ќе си прави градинки, ќе си прави училишта, општината ќе си асфалтира патчиња општински. Тоа е на локално ниво. Што бара Мицковски да прави улици во Штип? Општината Штип нека си прави улици. Што не го направи кинескиот пат, што го почна Груевски со кинезите. Зошто иде да прави општински пат? Па они цел живот правеа затворени и отворени игралишта. Каде се сега тие? Кој оди во тие нивни игралишта? Цел живот фрлаа лопати за игралишта. Каде, ја не знам кој игралиште е капитално дело. Што после таму на тие игралишта има борба на куќиња. Што очекувате еве како граѓанин, што е за вас приоритет во работењето на новата влада? Со оние работи што се за целиот народ, не само Штип, за општеството, а не како што се фалеше. Лукаво ги излажа оние што гласаа. Лукаво ги излажа. Значи, од таму се гледа каква иднина не очекува. А не он се назване, така да речам, да не... пак лукаво. Лукаво со нас си игра. Нема да речам Северна, ќе речам Македонија. Нема да речам Македонија, ќе речам Северна. Благодарам секако и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас секако да слушнете што ќе одговорат и останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Поздрав многу и до тебе. Одавна не сме се слушнале, така да драго ми што се вклучив. Инаку да ти кажам, дали верувам во подобро утре, па треба да веруваме, затоа што ова нели се ни тргна лошо, од лошо по лошо. И сега, не дај Боже, па да ни тргне уште полошо, не знам што ќе правиме, така да биравме, избравме и очекуваме, не е уште денеска одма да критикуваме, да почекаме малку, ама не да чекаме 4 години, па после да се исполни, него што побрзо да се исполнат ветувањата и тогаш ќе разговараме до каде сме, што сме и што направивме. Инаку не ми се допаѓа што уште првиот ден одма со критики, одма ова, одма она, значи претходната влада ни ветуваше алпски воздух, тука не видов такво ветување, видов некои реални работи. Мене, да ти кажам наискрено, ова највише Гордана Силјановска од сите тие што се таму, пошто не се разбирам политика, едино она така ми остави впечаток, мислам дека е и верувам многу, нејзе и верувам многу, а на останатите не можам да кажам, ама секако мислам дека нема да ја повторат истата грешка, јас така мислам, дека нема да ја повторат затоа што како ќе не погледнат у очи, секако политичарите лажат и гледат у очи, лажат, ама сепак мислам дека има меѓу овие луѓе поштени, како што имаше и у претходните, нели, по некој се наоѓаше, така и тука, така да верувам дека ќе се случи нешто. Дај Боже да сме живи и здрави, па да разговараме за 2-3 месеци да видиме што ќе се случи. Поздрав многу ти на и убав ден. Благодарам и ве што денеска ве слушаме во Црвена линија. Препорачувам да си останете со нас. Продолжуваме понатаму и со другите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав голем до вас. Дали веруваме во новата влада за во подобро утре со новата влада? Ја не верувам. Со оглед на тоа, со каков капацитет на министри располага, не верувам. А дали ќе направат грешките? Па грешките ги прават 33 години. Грешките, повторно грешки ќе имат. Повторно ќе го лаже тој народ и така тоа ќе се оди во недоглед. А капацитет нема капацитет. Министрите ги гледам, ги слушам тамо, абе точно овие се дојдени од некои факултети, од Рамис Мерко, од не знам кој факултети, не верувам да ќаме. Ајде, според вас како граѓанин, што треба да бидат главни приоритети на оваа нова влада? Што очекувате? Главни приоритети? Па
економијата, ако ја средат економијата, ќе има некој просперитет. А иначе, патиштата, Кичево Охришто е патот, тој пар нека остават како некој ископина, некоја... Како споменик нешто, така мислите? Да служи на генерациите кои го правил тој пат и тие пари што пропаднале, тоа нека остане као, ти реков, успомена некоја. Бидете поздравени. Бидете поздравени, секако благодарам за учеството и вам и топло препорачуваме и вие да останете со црвена линија и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, господја Тинче. Господине Златко, како сте? Добро, вие како сте, добри? Добре сум и јас. А верувате ли дека ќе има подобро утре со новата влада? Ќе има да биде господата министри, премиерот се супер, сите луѓе и вие сте супер со вашата екипа од Телма телевизија. Многу среќа и успех. Сакам да ви кажам, господинот премиер рече нема медени месец 100 дена, него одма се фатија за работа. Сите се растрчат, така со тој темпо да продолжат. Имајте убав ден, господја Тинче, и вие и во вашата екипа во Телма телевизија. Големо благодарам, господине Златко, и за вклучувањето и секако и целата екипа, па и јас нормално ви посакуваме убав ден, но убавиот ден да ви продолжи со црвена линија. Повторно малку на X платформата, ева уште еден коментар од Дамјанев од група 3, кој што напишал: кој не е сега министер за истражување руди и губење време во новата влада. А според вас, драги мои, дали верувате во подобро утре со новата влада? Добар ден. Добар ден. Нека имаме со среќа на идните министри и пратениците во новата влада. Им го честитам чинот. Јас верувам во новата влада и за нас мислам дека удри утринската светла зора денеска. Треба да има одговорност за сите, без разлика на која партија и припаѓа, тоа го ветуваше премиерот господин Христијан Мицковски. Јас мислам дека најмногу треба да и се обрне на епидемијата најмногу имаме епидемија на корупција. Македонија тони во корупција и криминал. Најопасни се птиците кои што ги храниме со лед. Правда за сите, нула корупција. Ова власт што ветува треба да мислам дека се ќе исполнува. Како најпрво, ја би сакала да се изврши распуштање на судскиот совет, да се извршат темелни реформи во судството. Судиите и обвинителите го урнисаат правниот систем. Правја и уште прават црни сценарија. Кога си судија биди човек на правдата, а не на парите. Маратонски седници се одржуваат за затворени врата, кои неправилно да го казнат, а не да судат во интерес на пари. Распуштање на судскиот совет уште еднаш кажувам, уште утре. Благодарам многу и за вашите 90 секунди во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Да, голем и до тебе. Па верувате ли во подобро утре со новата влада? Јас се верувам во новата власт и во Христијан Мицковски, дестито да му е премиер, долго време да биде. Барем 3 мандата. Да оправи ова влада со растури ЕСС, да крене Македонија, да биде Швајцарија. Тоа е. Да биде Швајцарија, да има плата, да има леп за сите. Тоа е, Тина. Еве, според вас, за да биде Македонија, Швајцарија, што треба прво да направи владата? Според вас? Се исклучи гледачот, но како и да е, благодарам за јавувањето. Некои од вас се и куси, но и јасни.
Ево уште еден коментар од X платформата на Мистер Но, кој што напишал: ставив граф со ребра повод изборот на новата влада. Знаете дека твитерџи, односно некогашен твитер, сега X платформата, знаат да бидат шегобени, саркастични и така натаму. Но на што централно ве прашуваме во денешно издание на Црвена линија е секако дали верувате во подобро утре со новата влада. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Ви благодарам и ве поздравувам. Јас Тина не би сакал да видиме Швајцарија. Верувајте зашто кантонизирана е Швајцарија. Јас им посакувам на владава да ја употребат политиката на Словенечката република, нашата од бившата југ, просто Словенија. Нека работат по нивниот пат, нека одат економски, правно, нека ја пратат нивната политика и ќе успееме. Доволно е да дојдеме до Словенија ние. А што од новата влада очекуваме? Народов, јас го сваќам дека овие 32 години немаат доверба себе лошо, од лошо полошо, минимално подобро, 3 пати полошо и така да изманипулирани се. И затоа оптимисти немаме дека нешто добро. Ајде да видиме, јас ќе кажам нешто друго. Гласаат 360.000 гласови, кои што мислам дека тие очекуваат подобро. И дај да биде подобро. Макар што не сум се согласувал со политиката на ДПМН, а дај да помогнеме да биде добро. Ние да говориме нешто, али да говориме за да ги исправиме, да им бидеме коректор на ваквите грешки. Коректорот ние што се јавуваме да видиме да не само да нападаме партиски, да не застануваме. Ние секогаш треба да ја браниме интересот на Република Македонија. А Мицкоски, ако е паметен со овие пратеници број што го има, ќе успее се. И затоа треба да биде многу храбар и ќе успее. Благодарам многу за јавувањето. Напомена само мерете го времето, 90 секунди ги објавуваме на екранот, така да можете да имате прегледност како ви врви времето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Новата влада очекуваме. Ало, Тина, добар ден. Добар ден, секој е добро, во Црвена линија сте. Благодарам. Како сте, Тина? Добро, како сте вие? Супер, сончево време, топло, убаво. Жешко време, но верувате ли дека ќе има подобро време со новата влада и кои се вашите очекувања како граѓани? И тоа како верувам. И верувам. И сите македонци знам, 90% веруваат во новата влада. Само ќе го поздравам и ќе го молам премиерот нов да почне се со тие внатрешни мафијаши кои ја продаваа Македонија. Со судството, па после се до крај. Сега жалосно е, ги боли некои од СДС, пратам ја Тина упорно се, ги боли и тука контра нешто се нивните дебатни зборови. Не може да прежалат уште дека СДС им пропадна затоа што беше мафијашка партија. Ве молам, кажете ми како граѓани, значи, кои треба да бидат првите приоритети на владата? Економија, Тина, економија. Тина, ќе ве молам, дозволете ми. И тој господин што многу бара, неќе да го наименам, да го врати Христијан Мицкоски име. Па нека си го бара он Зоран Заев да го врати име, не он продаде Македонија. Продаде Зоран Заев Македонија. Како немој? Благодарам многу. Знам дека сте гледач кој што редовно не следи од Германија. Уште еднаш повторувам, благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Одеме со уште еден коментар од X платформата. Контраш напишал: случајно или не времето во Скопје дојде заедно со новата влада. А какво време како граѓани очекувате да дојде со новата влада? Верувате ли во подобро утре? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па не само не времето, еве го и еве се и дериватите од ноќески, од полноќ се покачуваат. Дизелот оди 2,5 денари угоре. Значи, новата влада носи нови USP. Му требат пари, така? Ќе ги собери парите, нормално, ама ќе го сиромаши народот. Тука е цела работа. Иначе, она што рече дека некој северна само Македонија, пупу не важи веќе. Мораше така да биде.
Тоа беше добро за оние 400.000 гласачи, кои што му поверуваа на Мицкоски, меѓутоа еве сношти ги изневерив. Не знам зошто, ама луѓето не знам дали се осеќат изневерени или и понатаму Според вас, кои треба да бидат приоритетите на новата влада? Со капачето напред. Според вас, кои треба да бидат приоритети на новата влада? Приоритетите на новата влада е да поправи работата, ова што беше, например. Меѓутоа нема да ја поправи, биле на власт. Значи Мицкоски поготово му беше и советник на Груевски, така да ништо не направи за тоа време. Си направи нормално своје електрани, тие работи ги направи тој, Анѓушев, тие беа горе во врвот на ВМРО, си направија, меѓутоа за народот, ама баш ништо. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Со среќа нека им на новата влада да ојд напред, да им купат на децата книги, да учат со книги, здравството да соправат, школството, патиштата, све напред да кинисат, пензии, плати, све. Све напред да ојд, не да се краде кудо се што се крадело, што се лазело. И кој украл све да ле одговара за све што напред дело. Ја за то су. А еве, дали новата влада ќе ги повтори грешките од предходниците или ќе учи од нив? Не, нема да ги направи грешките од порано. Не ми се верува, сите се учени со факултет и магистри, то не го прат. Сите се школовани. И од школство, и во здравство, и сегде себе се со факултети. Премиерот е прикажан со факултет, на Машинскиот факултет, директор, главен професор. Немој тој тоа да го направи. Чиста е ова влада. Глава е кинеот и нема да се деси тоа што било порано. По све по живот се клада. Ја така мисла, па не знам. Така е, Црвена линија, секој од вас се разбира да ги сподели своите ставови и мислења со гледачите, односно со јавноста. Благодарам за учеството. Маунт Мацедон го напишал следново на X платформата. Ке работи напорно за што подобро да ја среди состојбата во Македонија, ама и опозицијата ке работи тоа да не се случи. Оти само тоа знаат. Среќа што се малку и уште ке се намалуваат. А вие дали верувате во подобро утре со новата влада? Да слушаме што ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден, може само да одговорам на едно прашање некој постави таму, дали сме се осеќале излажани. Јас бев за ова влада сега што се формира и не се осеќам излажена, а тие што мислат дека сме излажани, не излажа Заев и тој не обезличи, не само што не излажа, и да си го бараат него за лажењето. Тој што ни направи на македонскиот народ. Сега верувам, јас верувам, не дека одлично ќе работи, али секако мислам дека се искрени во намерите и дека ќе направат нешто. Само да не направат други штетни договори и ги замолувам и овие слушатели што се, и овие од опозиција сега, да не сменат Везден таа Северна, да не копаат рани по незалечените, не ни се залечени уште раните едно по едно што ни ги направија. А кажете ми што треба според вас да биде приоритет во работата на новата влада? Како гледате? Па јас верувам во овие дека на економски план ќе направат многу. Мислам многу. Ќе направат нешто. Сигурно ќе го направат патот за Кичево Охрид. Сигурно. Друго, пак, некој пат ќе направат, значи ги бидува. Претходните, значи, нула беа. Нула, не само што не чепнаа во идентитетот, нула. Овие ќе направат нешто и да не се грижат граѓаните. Колку што ќе можат ќе направат. Пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако сите останати кои што ќе сакате да дадете одговори на нашите денешни прашања, задолжително заследете ни на социјалните медиуми.
Подсетуваме, на Facebook е објавена нашата тема, а исто така и профилот на Телма телевизија. Не заборавајте да не заследите и на Инстаграм, каде на Инстаграм стори во моментот е активна анкетата со прашањето дали новата влада ќе ги повтори грешките на претходниците или ќе учи од нив. Да, не, има две опции за одговор. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте, повелете. Значи вака, новата влада, ако малку само се сети како работеше претходната, не сме да помисли да оди по тој пат. Значи, они и казнија народот за грешки што се преценија себе си, да направија таков неред во сите сфери, посебно во предпријатијата со јавна администрација, државните предпријатија. Новата влада, прво приоритет што треба да биде на сите работни места да стави соодветни луѓе. Нели го направи тоа, само да се даваат решенија и коефициенти и бодови, а други да работат, среднисти работата, а они да фигурираат само на платен список, ова влада нема да обстане ни една година. Мислам дека професорот Мицкоски ја добро ја познава енергетиката. Значи, јас сум работен во електростопанство. Значи, таму е таков хаос, што со 40 години работен стаж сум, значи, таму е таков хаос, што не се знае кој доаѓа, кој оди на работа. Да се наместат луѓе на раководни места што се од струката за раководењето на тоа работно место. Не само ставај партиски, нека биде партиски, ама нека биде стручен, нека знае работата. Значи, мора мојот шеф да знае повеќе од мене. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Малку ќе ве префрлам на Facebook, за да имате, нели, представа како изгледаме таму. Сега кој ќе ве подсетам да не заследите. Нашата објава е сегогаш низ фотографија, а прашањето е дали верувате во подобро утре со новата влада. Ги имаме и првите коментари. Перса Филковска напишала да верувам, а Илија Цветановски не. Да видиме што ќе кажат гледачите, се разбира во живо во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака се. Христијан Мицоски пред 4-5 месеци имаше дадена изјава дека никогаш Северна, само Македонија. Дека го треба че го врати мандатот само за да биде Република Македонија. Вчера тој се законна во Република Северна Македонија. И нека им е со среќа на цело ВМРО, на сите што гласа за Мицкоски и за сите што го предадува македонскиот народ. Колку? Се извинувам, а кои треба да бидат останатите приоритети на новата влада според вас? Приоритет борба против криминалот, но не верувам дека ќе има таква борба, зашто и самите министри се криминалци. Па нека им е со среќа. Верувате ли дека ќе се повторат грешките од претходниците или ќе научат од тие грешки нешто ново? Народот ги казни претходниците, за година две ќе ги казни сегашните. Така, ако е тоа се, благодарам многу и вам што земавте активно учество во Црвена линија. Добар ден! Здраво! Здраво, поздрав до вас! Поздрав и од мене кон вас. Секундарни причка уште, извини. Ајде, добро. Да верувам во подобро утре со оваа власт, мислам, треба да си да имаш некој проблем, некој било каков проблем, мислам, околу мозочните активности, околу синапсите, такви работи, нешто, значи, или големиот или малиот мозок, нешто да ти се случи. Како може да веруваш во оваква влада? Компрометирани политичари, бе, господјо, доволно е само неколку да ги наброиме тие министри, тука функционери што се. И хора филмце, бре. Како можеш да веруваш во нешто такво, човек? Боле иди донесе Ал Капоне и неговата мафијашка банда у тоа време, да водат држава подобро ќе ја водат, бидете сигурни. Вие се компрометирани политичари, подложни се на
секаки уцени закани, значи америчкиот естаблишмент и западњаци, општа Европска унија и Британија, вакви баратони, нив им требаат овакви, баш овакви компромитирани политичари кои се у влада, кои се министри и кои можат лесно да се водаат. Нема да ги дадат на судови, нема ништо. Еве ако се прави до сега овие Ковачевски ова, прави еден куп греови. Ќе видиш дека еден нема да го викнат, дојде бе ти у суд, тука ти подпиша Македонија северна да биде. Нема. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па од нова влада очекуваме да го покачи стандардот на граѓаните. Да ги затвори тие што се огрешиле, мада и од нова влада има доста што беа у поранешни, у некоја друга влада и што се огрешени. А не верувам дека некој ќе одговара за тоа што го направил. И гледам дека секоја година е полоша од претходната. Така да не се очекува нешто многу поварно да биде. Истото се случи кога се бираше за град Скопје, избра луѓето што е подобро, еве, нема автобуси, нема дима, ВМРО раководи со градот. Мнозинството у градот е Трајко Славевски и компанија. Автобуси нема. Што е подобро за обичните луѓе? Да земат луѓето од утре да си седат дома, да не идат на работа, доека не пуштат, доека не среда да седнат, да сите заеднички да си ги решат проблемите. Кој крадел, да се одговара. Толку од мене, пријатно убав ден. А и штета што не го поканат Тале да им биде советник на нова влада. Тој толку знае све од сите области и уште некои други таму, штета што не се советници. Ќе цветаме. Пријатно убав ден. Најубав ден, благодарам секако и за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Јас лично не верувам ни во едната, ни во другата што беше, ни во ниједна, едноставно. Во ниједна. Од кај сме сите засегнати, дали дошла ова, дали дошла она, народот страдат. Децата си заминаја, останаа само старци, платите мали. И што да веруваш? Во кого ќе веруваш? Тој што бил претходно со другиот? Или другиот со другиот? Абе, ова е хаос, бе, луѓе. Немаме ние земја како што треба. Немаме закони, немаме судство. Од кај да почне Мицко? Од кај што почна Заев. Таму ќе почне Титој. И претходните што беа. Да не ги споменувам и да ги не именувам. Се градат диви градби на велико. Охрид. Ни инспекција ради, бате, ни ништо. Прам подкровле, ова прам покривка, а прам подкровле. Кај се законите? Како викаше Горданче, така да ја наречам. Право и правда. Камо? Нема дишо. Нема, верувај ми, нема. А ова земја никогаш нема да се исправите. И од претходните и од овие сега што дојде. Истите се. Паушални си направија по 2000 евра да земеш. Кај го има тоа, бе? Никаде го нема. Странство го има, зато се богати земјите. Па не зна како обстанува тоа Македонија. Толку кратци. Благодарам многу и за вашето учество во Црвена линија. Секако останете понатаму со нас. Добар ден. Добар ден, да се доискажам ако може. Секако, повелете. За државата да кажам дека не е распадната на секоја страна. Ниту една институција не функционира, ни судството, ни здравството, да не ги набројувам, а најмногу судството. Подхитно, и тоа уште утре да се распусти судскиот совет, јавното обвинителство, да не постојат. Бидејќи тие не са правниот систем. И судот во неготино да се укине, да се затвори, да не постоje, бидејќи тие судат по пријателска и родбинска врска.
Ви се Кој- чини ли кој дека ќе дава се тие добива? се извинувам, ќе се повторуваат ли според вас грешките од претходниците или ќе се учи на тие грешки да не се повторат? Јас мислам дека ќе има поправка на грешките и нема да се повторуваат и никогаш да не се повторат. Еднаш нека тргне оваа држава напред. А не да се уназадува. А судиите сите чивка, кој ќе сгреше, кој ги затајува делата, у затвор или у затвор и тоа доживотен. И да му се изврши ревизија во нивното работење, како на сите што му се врши инспекцијски надзор и ревизија на делата и повторување да има во процесот на постапката, се што му се врши на другите, а не да бидат привилеговани и заштитени како бела мечка. Тие се осеќаат дека се најјаки, ама нема. Благодарам многу и вам. Еве, имавте можност да видите доколку не ви се доволни 90 секунди, дека секако додека траеме можете да се вклучите повторно за нови 90 секунди. Добар ден! Добар ден! Поздрав и до вас. Стојановски на телефон од Скопје. Голем поздрав до вас. Јас верувам во владата дека ќе успее, а сакам да им порачам на овие плукачите. Прво, председателката не го изговорила уставното име и ја плука. Сега овој сине ќе вика Северна Македонија пак плукаат. Како да се погоди на народот наш? Од нас не бива народ, најубаво да го смениме народот и да биде државата да почне да се воздигнува. Ние сме разрушени, од пепел сме. И сега треба поново да градиме све. За вас што треба да биде приоритет веднаш? Приоритет веднаш да се организираме, да прво да почне да работи, да се реорганизира судство. Сите тие што ја урнисаат државата да одговараат кривично и да може да почне народот да верува во владата, да го подобриме стандардот, да не бидеме зависни од никого, бар енергетски, да пробаме да поставиме тие сончеви колектори и да партнерите од странство да видат дека имаат сериозна влада, сериозна држава, па така да не ценат сите нас. Иначе доведени сме до просечки стапците. Благодарам, убав ден. Најубав ден и големо благодарам секако и вам за учеството во Црвена линија. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, а по рекламите да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Па по рекламите е време да погледнеме како одговорија на денешната анкета нашите инстаграмџи. Дали новата влада ќе ги повтори грешките на претходниците или ќе учи од нив? На ова денешно прашање на Инстаграм одговорија со да 64%, а со не одговорија 36%. Секако, драги мои, не заборавајте да не заследите и на Facebook, ќе повторам повторно на Инстаграм, па веќе утре активно учество да земете во нашите анкети и секако во темите за кои што зборуваме. Ке ви се заблагодарам на сите вас кои што го креиравте ова издание на Црвена линија, а секако истовремено и ке ве поканам да бидете дел од најгледаниот и најпопуларниот квиз во земјава Заврти на Тилма. А денес ке ви подкажеме неколку прашања да бидете подготвени. Нека од вас што поскоро да ја освои денешната микропечка, односно денешната главна награда. Добро запомнете ги прашањава. Кој музички инструмент ги поврзува Дизи Гилеспи и Џамбо Агушев? Како на буквата Л велиме за електричниот уред што служи за ладење, а Елит го доделува во среда. Кое небесно тело во нашиот сончев систем во средината има јадро, на површината пеги и ерупци, и со која буква од абецедата се обележува кралицата во шахот? Д или Ко? Дајте точни одговори, соберете ги сите награди, се разбира, се гледаме во мојата втора канцеларија на Заврти на Тилма.